ова 29 априлско поред вечерје во уште едно издание, 10-то поред мало јубилејно на Диапазонот. Добре ми дојдовте во уште една орбита, овој пат повторно со нашиот вечерашен соговорник и гостин, доктор, специјалист педијатар Климентија Матовски. Докторе, добре вечер. Добра вечер на сите. Ете, како малечка најава на сето она што вечерва ќе го говориме со нашиот гостин, со доктор Климентија. Ќе се надоврзува на некој начин оно што имате можност да го следите во претходната емисија, а за кое што правите доста голем интерес. Ете, уште на самиот почеток една покана за сите вас, доколку сте заинтересирани, а се е поврзано во врска со вашето дете или детето на некој од вашите поблиски, да се обратите на нашиот студиски телефон 71-886, да го поставите вашето прашање во режија, на кое што прашање подоцна при крајот на нашата емисија не би сигурно ќе добиеме даден и одговор. Ако во претходната емисија говоривме околу проблемите со дојките, овој пат повторно би говориле за проблеми меѓутоа упатени на релација деца и изведување на самиот акт на доењето. Во претходната емисија, докторе, рековте дека еден од проблемите што попериодно ги загрижува мајките, а особено во периодот кога се ги дојат децата, е кога детето одбива да цица. Со овој проблем многу и мајките си имаат судрено, па еве нека биде ова и тема на ова што вечерва не би се го говориме, јас го најавив. Всушност ќе ни кажете ли за што станува збор? Да, секако морам да кажам дека еден од најтешките проблеми кои што можеби најмногу ги загрижуваат пред се родителите, мајката, таткото и сите домашни, е кога детето и покрај сите напори, усилби што родителите, мајката поготово ги прават околу доењето на своето дете, детето во одредени ситуации за кои што сакаме да се обидиме вечерва малку да пошироко поразговараме, едноставно одбива да цица. Тоа се нервира, плаче, мајката честопати заедно со него и таа се нервира, исто така болно и жално плаче, детето одбива да цица и еве на телопот веќе можеме да прочитаме дека нешто се случува, а мајката, родителите воопшто не знаат што се случува и зошто практично детето одбива да цица. Па еве вечерва да направиме еден обид, додека трае овој убав телоп, да се обидеме да дадеме така прво во почетоков некои воведни зборови, што ова практично значи и зошто во кои ситуации детето одбива да цица. Честопати причина да се прекине и на вистина доењето, односно излачувањето на млеко кај мајката, е кога детето подолго трајно, поупорно одбива да цица. Но сепак, пред да почнеме да го елаборираме овој проблем, веднаш да им кажам на нашите гледачи, на нашите вредни мајки кои што сакаат да си ги дојат децата, дека оваа состојба најчесто може успешно да биде надмината доколку постои желба, волја и услови кај мајката да продолжи со доење. Одбивањето на детето да цица сигурно, буквално секоја мајка ја преплашува, ја вознемирува, ја растревожува. Таа тогаш се чувствува немоćна, потиштена, нерасположена и од тука сета таа нервоза која што станува еден круг во целото семејство, се пренесува и на другите членови на семејството. Едноставно настанува една немила ситуација дома, детето плаче и од тука сиот тој страв кај родителите. Понекогаш бебето може добро да биде поставено на дојката, а сепак да не цица или да не голта. Или пак да не цица доволно, слабо да цица. Понекогаш бебето плаче и се лути на самата дојка. При првиот обид мајката да го дои, тоа е нервозно, одбива и така натаму. Некогаш бебето цица кратко, минута, 2-3, за многу брзо да се оттргне од дојката, да се расплаче, да се вознемири и тоа веќе е ситуација кога просто
сите обиди на мајката да си го дои детето за успешен подој се расипани, се неуспешни едноставно. Понекогаш бебето сака да ја прими едната дојка, но не сака другата. Така да тоа е се една целосна нервозна ситуација. И сега за тоа е потребно да знаеме како да процениме зошто бебето одбива да цица, што се случило, секако дека нешто се случило. Се случило нешто, пак стално повторувам на тоа свето тројство, поврзаноста меѓу мајката, детето и околината, средината. Значи, некаде во тој синџир нешто се пореметило, па што детето престанало да сака да цица и да знаеме како на оваа мајка да ја пристапиме, како да ја помогниме. Тоа е помош која што во таа дадена ситуација навистина на мајката и е потребен поддршка и е потребна и е помош. Јас би молил следниот слайд од режијата. Е така. Прво на што би морале ние да обратиме внимание, то се неколку фактори кои што во главном се главната причина за детето да одбива да цица. Значи, мора подробно сите овие неколку фактори што се на телопот да бидат расчленети, да лекарот, дали во советувалиштето кај нас, дали сега веќе матичниот лекар или кој било кој што се грижи за тоа дете, ќе треба да заедно со родителите, со мајката пред се, да ги расчленат овие. Прво на што мора да се обрати внимание, дали е детето болно. Дали може би не сака да цица заради болест. Па еве, да поразговараме малку прво на ова прашање, дали е болно. За тоа многу пати, најчесто и самата мајка ќе може да даде одговор, се разбира, меѓутоа лекарот е тој што треба да каже. Ако е добро поставено на дојката, ако во околината, во средината е се во најдобар ред, ако проблеми со дојките нема, ако мајката има доволно млеко, не разбирате, тогаш што се случува со тоа дете? Значи, најверојатно дека се работи за некакво заболување, некаква болест кај детето, што ќе треба да се сигурно третира, лекува понатаму, за тоа заеднички ќе треба да најдат да се надмине родителите. Да. Второ, дали детето има некаква болка? Болка, било каква, па физичка, сигурно. Премда, добро прашате, не мора да биде само физичка. Ние понатаму во вечерашниот разговор ќе видиме дека може и други, и од психички план може би детето, јас веќе неколку пати реков, може би бара топла преградка од страна на мајката. Така да, секој случај, дали некаква болка, да видиме дали нешто некаде на телото има некаја модринка. Ова особено, да кажеме, е многу битно кај новороденче. Дали има некаква повреда од актот на породувањето, на главата, на телото. Кај што во првичните моменти не била забележлива, нели? Да, сигурно. Или не била забележена, или во првите моменти уште немало модринка. Не се манифестирала, да. Сигурно. Да. Така, тоа е тоа. Понатаму да видиме дали може би му е затнато носето, па при актот на цицање не може да диши. Да. Разбирате? Да. А со тоа не би можело нели да го посилен рефлекс е рефлексот за дишење. Детето, трудејќи се да диши, ја отвора устата, затоа ја напушта дојката. Така да и тоа е еден од факторите. Понатаму, да кажеме, морам пак, нека ми простат многу од гледачките, меѓутоа морам да кажам, некои средства, ние во медицината ги викаме дроги, нека не ме разберат погрешно гледачите, многу лекарства
сваќат во тоа. Многу, да речеме, повторно никотинот, цигарата. И тој на некој начин да, средствата за смирување кај мајката, апаурини, седативи, ние обично ги викаме, исто така, алкохолот исто така може да делува вознемирувачки кај детето и сето тоа да, како да кажам, сето тоа да резултира, резултира со одбивање на детето. Понатамо, има некои други моменти кои што исто допринесуваат. Еве да ја замолиме режијата следниот слайд да ни го покаже, кои што допринесуваат, еве, овде неколку фотоси да видиме, болни деца, така, за среќа морам да кажам, толку тешко болни деца веќе така поретко, меѓутоа, ете, колку да ги заинтригираме родителите, еве овој телок е оној што го побарав, благодарам на режијата. Значи, ако установивме заедно со мајката дека не се работи за проблеми кај мајката, не се работи за некои лекарства кај мајката, ако не се работи за болести на дојките, пореметувања околу дојките, ако не се работи за недостаток на млеко, сега второ на што треба, и не е болно детето, второ на што треба да видиме, да обратиме внимание, тоа е, овде е крстено како грешки во доењето, односно дали постојат некакви потешкоти во самата техника на доењето, па еве ќе напомнам, ќе напомнам што со тоа сакам да кажам. Тие таквите потешкоти и грешки сигурно дека можат многу лесно да го депримираат детето, да го онерасположат и да го пореметат пријатното чувство при доењето и тоа да го одбива доењето. И сега овде се напомнати неколку можни причини, например, прво е хранењето со шише, употребата на разни цуцки, лажалки и така натамо. Ние веќе многу пати кажавме, тоа го расчистивме, дека детето се збунува, не знае што е што и едноставно престанува да цица. Сега, многу е честа причина кога мајката има недоволно или премногу млеко. Кога е недоволно, детето се нервира затоа што не добива онолку колку што му треба, а кога е премногу, тоа му тече, се загрцнува и тука веќе надоаѓа до состојбите што по претходните мисии ги крстивме како полни или преполници дојки и ние кажавме и пак и вечерва ќе повториме неколку пати, нека не ни замерат гледачите на повторувањата, али сето тоа е во интерес да се убаво некои работи забележат и да се подцртаат, запаметат сигурно. Значи, ако е проблемот во недоволно млеко, треба да направиме се да тоа биде повеќе, ние и кажувавме и пак и вечерва ќе во вториот дел од нашиот разговор ќе укажеме на тоа што треба мајката да прави за да има повеќе млеко и ако е премногу млеко, тогаш што треба мајката да направи, да се измолзи или на било кој начин да го испразни млекото, да ги омекни дојките за да на детето некако поумерено му доаѓа во устето млеко и за тоа ќе покажеме некои примери во вториот дел од овој наш разговор. Понатамо, во проблемите со техниката на доењето, ние покажавме неколку фотоси, неколку слайдови и на филмот што го приказавме, како детето треба да се придржува, никако не смее да биде притискано неговото главче, затоа рековме како да лежи на раката. Начинот на кој што е поставено, така, поставеноста на дојката. Понатамо, притискањето на градите, исто така во оној дел над кафејавиот дел, што ние медицински го викаме ареола, со показалецот исто може да ги притиска одводните каналчиња, оние гледачи кои што
од почетокот не пратат, ќе се присетат на сликата, на анатомската слика на дојката, што ја приказавме, се на се, значи, доењето настанува неприкладно и заради тоа бебето се лути и ја одбива дојката. Понатамо, мајката честопати неприкладно ги придржува дојките, ги тресе и сето тоа му оневозможува на детето уредно да цица. Понатамо, ограничувањата во доењето, во подоите. Што сакам со овој дел на телопот да кажам? Сакам да кажам дека ние сега препорачуваме доење тогаш кога детето ќе побара. Значи, не режимски како што порано, да. Самото дете ќе си створи режим кога му треба. Значи, да не се ствараат некои вештачки режими. Понатаму викаме потешкоти во координирањето. Што сака тоа да каже? Потешкоти во координирањето меѓу мајката и детето во контактот. Да. Значи, приодот на мајката во самиот акт на доење кон детето и на сета средина треба да биде многу прикладен и тој е секако, пак повторуваме, индивидуален и инсистираме на контактот, блискиот контакт на детето со мајката, кожа на кожа. Ние покажавме и на слайдови, прикажавме и во филмот, значи кога мајката си лежи мирно во убаво затоплена просторија, покриена заедно со детето под еден покривач, под едно чебе, но голо дете на гола мајка, а на еден друг слайд прикажавме исто таква положба на контакт кожа на кожа меѓу таткото и детето. Сето тоа е, значи, во функција на добра координација меѓу мајката и детето, меѓу таткото и детето. Понатамо на телопот се гледа напишано одбивање на една дојка. Видите да ви кажам. Никогаш двете дојки не се еднакви. Да. Иако се еден ист орган, меѓутоа не се еднакви, нити анатомски сигурно се, меѓутоа нити надворешно, па дури и функционално, никогаш двете дојки не стварат еднаква количина на млеко. Никогаш двете дојки не пуштаат еднакво млеко, не даваат еднакво млеко количински на детето, нити пак еднакво лесно. На едната може да треба поголем напор на детето да прави, на другата може би помал напор. И заради тоа не така ретко се случува детето да одбива една дојка. Сега, ако мајката не е доволно упорна, тогаш дојката која што помалку ќе ја прифаќа детето, може многу лесно да почне да ствара помала количина млеко и детето се повеќе и повеќе ќе ја одбива таа дојка и така тоа веќе води кон пресукнување и сушување на таа дојка, како што ние викаме, пресакнување на лачењето на млеко. Затоа во тие случаи мајката мора да инсистира да му ги понудува и двете дојки. И на крај сум напишал овде причини од страна на мајката. Ние веќе нешто кажавме, меѓутоа да повториме. Причините можат, да кажеме, разни болесни состојби кај мајката. Да биде болна. Може мајката да е нервозна заради некои други фамилиарни или лични или причини, и уште што ли не би можел тука да набројам. Да. И сето тоа да се манифестира и кај детето. И кај детето да се манифестира, да кажеме, една помалку заинтересирана мајка, некој ќе каже, па зар има такви? Има. И покрај тоа што мајката мисли дека му се пружа исцело себе си на детето, меѓутоа да не му се пружа на онаков начин на каков што детето бара. Разбирате? Да. Така да и тоа може да биде една од причините, така да еве повик до сите мајки кои што имаат ваков проблем, нека се преслушаат и себе си. Нека се преслушаат и себе си, така да
најчесто може да се открие причината за ваквото постапување на детето, за одбивањето на детето да цица. Да. После, молам следниот слайд, видите, ние на следниот слайд ќе прикажеме различни промени што се случуваат и кај детето, и кај мајката, и во средината. Ево ова е на мајка која што си го дои детето. Молам следниот слайд. Ќе видиме промени. Видите сега вака. При различни промени кои што детето малку поболно ги прифаќа, Да. или едноставно не ги прифаќа, тогаш се случува, под наводници со црвените букви сум напишал, штрајк. Штрајк против, односно, штрајк, протестирање. Да, протестира детето, не сака да цица. На тој начин ќе ги манифестирате неугодност. Точно така. И еве, малку ќе застанам тука за да објаснам. Веднаш под насловот промена пишуваме и бебето чувствува. Јас многу често инсистирам кај родителите да укажам на фактот дека детето не е, постои една убава латинска поговорка, нека табула раза или избришана буква. То навистина е таква во почетокот. Меѓутоа само привидно. Да. Ние уште во почетокот на нашите разговори укажавме дека детето чувствува уште во утробата на мајката. Чудоневидувачки е фактот дека детето уште како новороденче умее да препознае многу работи. Например, сега веќе со сигурност медицината знае дека детето уште како новородено чувствува болка, чувствува изопшто болка. Да. Чувствува болка стомачна. Чувствува болка ако го повредите, ако го, да кажеме, притиснете, ако го, што знам. Чувствува топлина, чувствува студ, чувствува близок приот. Ја чувствува топлината на кожата на мајката. Да. Разбирате? Ако тоа е така, зошто да не веруваме дека тоа и можеби во некои ограничени граници, меѓутоа тоа и размислува, еве, под наводници да кажеме. Разбирате? Секој случај, но и новороденчето е, а да не зборувам веќе да кажеме за во тек на вториот, на третиот месец, а и дури и новороденчето препознава полно работа, чувствува. А во четвртиот месец тоа веќе ја познава мајката на големо, разликува меѓу некоја друга жена и својата мајка. Така да мора сите заедно да сватиме дека детето е чувствително човечко битие. Например, при состојби, еве горе со зелените букви сме написале делење од мајката. Видите, дури и најмало бебче, ако се одвои од мајката или од бабата со која е стално, еве, сака на некој роден ден мајката, таткото да појдат, па ќе го остават на друга особа да го чува детето, веќе детето го чувствува тоа. Многу често се чувства самата поврзаност. Да. Самата поврзаност на детето со мајката и веќе тука се ствара некаква нервоза кај детето и она ви убаво рековте пред малку некаков револт, некаков протест. И еден од тие револти и протести можеби ќе биде одбивањето да после цица уредно. Понатамо ново лице во средината околу детето. Ова што до сега кажувавме. Детето навикнало на лицето, на мирисот на мајката, навикнало сега одма друго лице, друга личност, друга особа и веќе тоа е за детето аларм дека нешто се случува во неговата средина и тоа се чувствува загрозено. И ете еден револт. Понатамо, промена во навиките на мајката. Оние вообичаени процедури, оној вообичаен ритам на живење, ако мајката го поремети, го чувствува детето. И исто така тоа може да предизвика овој револт, односно одбивање на цицање, штрајк,
кон цицањето. Посета, врева, пушење во просторијата. Разбирате? Сето тоа може да го вознемири детето. Или, например, некои состојби со мајката, болест, нервоза, стрес, бркотници во фамилијата од различни причини и мензес, новиот мензес кај мајката, да кажеме ако неколку месеци немала менструален циклус, мајката сега после неколку месеци се воспоставува, тоа зависи од случај до случај, кај некои жени порано, кај некои покасно. Секој случај ново воспоставениот циклус на мензес кај мајката веќе може исто така да створи една нервоза и кај детето и одбивање на доењето заради повеќе причини, промена на вкусот на млекото и така натаму, сето тоа може да делува. Настанување на нова бременост кај мајката исто така може да го поремети нормалното доење кај детето. И еве видите, долу сме написале нов парфем, нов сапун, некоја нова храна што ја прима мајката. Исто така може да биде од честопати пресудно значење. Затоа, викам, проблемот е многу широк и мајката, која што ќе има вакви проблеми, ја повикуваме, нека биде смирена, нека овој проблем се обиде сигурно и сама, сигурно и со најблиските дома, со таткото на детето, со најблиските во домот, да го решат. Меѓутоа, исто така, нека не заборават дека сме и ние тука, дека помошни ли од стручни лица? Сигурно дека заедно сите можеме секако многу повеќе да помогнеме и полесно да се оваа состојба, тешка состојба. Ние секој ден се содруваме со мајки кои што се навистина преплашени. Да. Мајката кога не цица детето, кога не сака да цица, а знае дека му е време за цицање, знае дека е гладно детето, знае дека треба да му понуди да цица, а тоа не сака, тогаш настанува, викам, еден круг на стресни ситуации, детето е расплакано, разнервирано. Јас мислам дека имаме еден слайд, ако може режијата, една мајка со едно бебе израсплакано. Тогаш многу често и мајките знаат да си поплачат заедно со бебчето, а да не зборуваме, јас сум дедо, па колку мене ме боли кога внучето ми плаче дома, тоа е страшно, навистина и признавам. Значи ги погодува сите членови на почетното семејство, подеднакво. Еве видите на овој телоп, мајкава е преплашена, се чуди што да прави, ова дете е разнервирано, расплачено и верувајте на вистина, целото семејство е растревожено и на овие луѓе на вистина им е потребен човек кој што ќе им помогне и мој совет е сигурно најдобро би било да тој човек биде стручно лице. Нека повелат, викам, кај матичниот лекар, нека повелат во нашата педијатриска служба, а секако најмногу нека повелат во нашето советувалиште. Ние, јас еве ставно повторувам, сме секогаш тука и на комплетно располагање на ваквите родители да им помогнеме денес. Да се разрешат сите случаи. Сигурно, денес имавме во советувалиштето една мајка која што дојде сета преплашена, кажа дека со интерес, еве нека биде ова и мој поздрав за таа мајка, се договоривме вечерва да не слуша, да не гледа, да се обиде да она што са бајлето во советувалиштето, јас не успеав да ја покажам, беше зборот вечерва да чуе се она што ќе ја интересира. Еве да го кажам случајот за што се работеше, тоа е на мајка која има бебче точно од 1 месец и вика, ве послушав, па со сите усилби се трудам да го дојам детето, меѓутоа тоа не сака да цица.
Да, така мисли. Го прегледавме, детето не беше болно сигурно. Ја прегледавме, мајката немаше никакви проблеми, нити здравствени, нити со дојките, се беше во ред. Меѓутоа, јас сум длабоко убеден дека во прашање беше, можеби, малку техниката на доењето, иако практично ни покажа мајката тоа дека е, меѓутоа добив впечаток дека некако околу тоа доење се мешаат повеќе лица во домот. И таа беше дојдена со уште една жена која што е медицинска сестра, кај нас во медицинскиот центар вработена. Јас лично добив впечаток дека има тука, да не ги наречам конфликтни ситуации. И јас ги замолив, дајте, дозволите и мајкава сама да смирено, да седне, да, ние укажавме на некои проблеми што можевме моментално да ги видиме, покажавме и некои фотографии, некои слики, и јас сум длабоко убеден дека таа мајка за 2-3 дена ќе дојде многу порасположена, многу посреќна, после тие наши укажувања. Па ете тоа како нека послужи како пример. Молам од режијата следниот слайд да одиме понатаму со нашата проблематика. Сега вака, видите. Овде стои дека имаме ситуации на очигледно, но не реално одбивање. Видите што сакам со ова да кажам. Сакам да кажам дека, еве да речем точно за овој пример за кој што денеска зборував, точно се работи за очигледно. Тоа навистина се нервира детето. Се нервира детето. Меѓутоа, видите, за еден месец детето беше околу 600 грама напреднато. Што значи нормално се? Тоа е веќе во граници на нормала. Ние уважуваме еден стар принцип на процена на напредувањето на детето во првото полугодие да напредуваат по отприлика 600 грама месечно. Некои напредуваат и повеќе, затоа некои напредуваат помалку. Така да, а детето комплетно беше прекрасно, да речем. Здраво, бебче едно, ведро, расположено, крепко дете, со бистар поглед, со се во ред. Разбирате? Така да нема причини да се за тоа дете плашење. Значи тоа вистински очигледно изгледа дека детето одбива, се нервира, меѓутоа, ете, зашто да не дозволиме дека и некои деца, например, се и по природа малку по-темпераментни, да не речам по-нервозни. Како што и многу често, зашто не? Ако можам јас да бидам по-нервозен за разлика од, да кажеме, брат ми, сестра ми, што сум ја, зашто некој дете, да кажеме, ако една мајка има едно дете кое е било вакво, друго е тако, тоа е работа на некои генетски детерминанти и тука нема ништо чудно. А реално одбивање е веќе нешто друго. Кога детето и реално одбива, дозволите, тогаш веќе ќе почне да уназадува во тежина, да добива многу помалку отколку што сме навикнени да тоа дете добива и така натаму тоа веќе проблемот станува малку по-сериозен и тога треба веќе да, како да кажам, да се применат некои мерки за да тој проблем биде веќе и надминат, дека ќе треба и лекување, ќе треба и третман и така натаму. Ете наведовме повеќе здравствени и социолошки причини кои што би довеле до овој проблем, односно одбивање на самото дете да го изведува актот на доење или сисање. Сега како резиме на сето ова што претходно го рековме, би ги посочиле кои се оние поглавни и покарактеристични причини кои што доведуваат да детето не сака да сиса? Да, еве, значи, ние ова го елабориравме и како резиме сосема на кратко, само колку да подсетам уште една за да запомнат родителите. Прво, причини за одбивање на дојката може да бидат, рековме, и од страна на детето, и од страна на мајката, и од страна на средината. Прво и најосновно е што треба да побараме, тоа е дали постои болест, болка или, да кажеме, инфекција, оштетување на мозокот, некои болки заради повреди
кај детето, затнат нос, повреди во устата или заболување на устата, ние зборувавме за млечница и така натаму, ете, отприлика би било прво тоа. Понатаму зборувавме до сега за тешкотиите во техниката на доењето. Тука доаѓаат на прво место исхрана со шише, цуцла, лажалка, употреба и така натаму, недоволно, односно млеко, односно премногу млеко, лоша поставеност, преполнетост на дојките и така натаму, притисок на задниот дел на вратчето на детето, на главчето, ограничување на подоите, некогаш зашто не, можам и слободно да кажам, недисциплина од страна на мајките по однос на доењето, потешкоти во координацијата, тоа зборувавме, промени кои што од време на време може да настанат кај мајката, во средината, во семејството, во домот, одделување од мајката, ново лице во средината, промени во семејните навики, во однесувањето, заболувања кај мајката, промени во облеката, во парфемот, во сапунот, во детерџентите, што мајката ги користи така натаму. И од прилика тоа би било но тука мораме да застанеме, значи има и период на нормално одбивање, период кога детето нормално ќе почне да ја одбива дојката, да кажеме после одреден, пак викам тоа индивидуално, подолг временски период. Подолг временски период кога детето веќе се навикнало и на друга храна, и сега е нормално постепено да почнува да помалку сака да цица кај мајката, и тоа си е сосема во ред, затоа што веќе детето може и да се одбие. Да. Разбирате? Да кажеме после, не знам, 7-миот, 8-миот, 10-тиот месец после наполнета една година, сосема е нормално детето да почнува. Или после 4-тиот месец, многу деца имаат интерес за околината. Тие ќе цицнат неколку минути, па ќе се загледаат во некоја слика, во телевизорот, во некој што... Во нешто непосредно близко до нив тука. Да, некој што поминал тука, некој братчето, сестричето, бабата, дедото, ме разбирате? Така да, сето тоа е нормално. Сето тоа е нормално и си е сосема во ред. И вообичаен, да. Да. Меѓутоа, доколку би се дошло до овие други ситуации кои што ги напоменавте во паралела на другата страна, сигурно понатаму следен чекор кој што би се поставило би било лекување или пак подобро би леке регулирање и воспоставување на нормален континуитет на самиот акт на доењето. Точно така. Да, и сега што би требало една мајка да направи, како вас советнили, за повторно уредно да биде воспоставен токму овој акт и самото дете и самата мајка да бидат задоволни? Да. Епа, убаво рековте. Значи, прво, ако не се работи за ситуација, за состојба која што треба да се лекува, тогаш ние, да го крстиме тоа како воспоставување повторно на таа мирна состојба. Молам, имаме слайд, па да го и тоа прикажеме и ќе објасниме веднаш според слайдот дека водење, лекување. Што со ова сакаме да кажеме? Јас ќе набројам некои моменти што треба да се превзема ако бебето одбива да цица. Прво, да се лекуваат или да се отстранат причините. Кои што доведе до сето тоа? Ако е можно, а тоа најчесто е можно за среќа, и да и се помогне на мајката и на бебето повторно да уживаат во актот на доење. Прво горе пишува болест. Кога е прашање болест, или кај мајката, или кај детето, таа треба да се лекува. Дали е во прашање инфекција, дали некоја друга болест, се на се детето мора убаво да се лекува. А ако се работи за болка, да се најде причината за болката и исто така да се лекува причината за болката. Ако се работи за задното носе, да се тоа со катки отвара убаво, да биде ослободено. А ако има млечница, она сор, што ја викаме,
во устето да се тоа лекува и така натаму. Ако мајката добива лекови, да се види мора или не мора да ги прима, најдобро е да не треба да се прима, меѓутоа ако прима да се видат, имаме ние на список лекови кои што смее, лекови кои што мајката не смее да ги добива. Да се поправи техниката на доењето, а ако има преголеми резерви на млеко, да се на некој начин, ние тоа во кратко ќе укажеме со слика како тоа да се учини, значи да се испразни претходно дојката, ако има премалку млеко, што мајката да направи за да тоа млеко биде во доволни количини. Ако сме открили некои промени кои што го вознемируваат бебето, да се тие што е можно повргу санира да се отстранат и да расчлениме дали се работи за очигледно или за реално доење. Ако сме открили дека нешто се случува што му го тргнува вниманието од доењето на детето, исто така да биде тоа отстрането. И ако пак конечно детето едноставно се откажува од едната дојка, да се помогне исто тоа да ја прима таа дојка, или сега конечно ако изопшто не сека, тогаш да се ослониме на онаа другата дојка која што детето ја прифаќа, но да правиме напори мајката да добива поголема количина млеко по пат на, рековме, по често доење, по сериозно празнење на дојката, добивање на исхрана правилна за дојлка, како што веќе во ови наши разговори кажавме, и така натаму. Од прилика тоа би било се што ќе треба да направиме за мајката да го постави повторно доењето. И сега да кажеме како да се стимулира, молам слайдот, така, како да се стимулира рефлексот, кој што го викаме окситоцински рефлекс за стварање на поголема количина млеко. Следниот слайд имаме една фотографија, еве видите, овде се прикажани